Почитувани мој, добар ден. Ние сме пред една нова работна недела и онака понеделнички можеме да кажеме само дека денешната тема ќе ја посветиме на скопјани и хаосот со кој што се соочија утринава. А каков хаос? Повторно блокирани улиците во главниот град, кои што донесоа многу тензии, нервоза и целосно заглавен сообраќај. Приватните превозници апелираат, велат: не сакаме милост, туку парите што сме ги заработиле. Она што е интересно дека скопјани повторно се недолжна жртва на војната помеѓу градоначалничката Арсовска и приватните превозници. Па Црвена линија денес ве прашува: треба ли владата да го реши проблемот со сообраќајот во престолнината на државата? И сега кога ќе ве потсетам за да дојдете до Црвена линија, не треба многу, само да го завртите телефонскиот број 02-307-0005. 5 линии се активни и отворени, а меѓу другото ќе ве потсетам да не заследите и на Facebook Црвена линија и сега Котелма телевизија на Facebook, каде што ги објавуваме темите. Ама уште поважно може би и да не заследите на Инстаграм, бидејќи доколку кликнете на Инстаграм стори Црвена линија, таму ќе ве причека нашето денешно анкетно прашање кое гласи: дали го поддржувате ваквиот начин на протестирање? Одговарате со две опции, едната е да, другата не, резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. А сега останувам само да ве потсетам дека Црвена линија, оној кој што прв ќе се вклучи во денешно издание, прво што ќе го прашаме дали воопшто ни треба и закон со кој ќе се забранат протестите со кои што се блокира сообраќај. Ако имаме гледач, стартуваме со вас. Добар ден во Црвена линија. Добар ден, Тина, или добра вечер. Па и добро вечер, како ви одговара? Па еве, треба ли со закон да се забранат ваквите протести кои што блокираат сообраќај во еден град? Прво ќе одговори на прашањето да. Зошто? Зашто Скопје навистина, ако збориме за државата, за Република Македонија, се потекнува Скопје. Кој ќе блокирате Скопје, значи нешто од државата чудно ни се случува или не чини. Ова е директен удар кон оваа власт. Затоа мора предвремени избори, подхитно. Ова е, знаете, ова е влада како дојде и кој ни ја наметна. Подхитно мора. Иначе, ние железница не функционира, автобуски превоз. За што да зборим? За кој сегмент во држава? Здравство, училишта, глупости, ќе ставале бомби во градинки, во ништо, полиција. Според вас треба ли владата да го реши проблемот со сообраќајот во... Па немаме влада, бе, ова е влада е. Ја не слушам, народот слушам некој, кого слушам? Сорос го слушам. Како? Денеска еве како се снајдовте низ градот? Па ја од тето сум, ја ова го знаем уште од 6-8 година. Како се блокираат патишата за Тетово? Како се блокира? Од Косово доаѓа овде, од Приштина, од Пеќ, од Тетово праја и го блокира. Благодарам многу за гледачот кој што и прв се вклучи во Црвена линија. Ќе ве потсетам да внимавате на времето, 90 секунди, објавен е тајмерот, што значи мерете го сопственото време на искажување. Ако имаме гледач, веднаш ќе го вклучиме во Црвена линија. Добар ден или добро вечер? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ова што се случува денески, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Ова што случува денески на каштозиците и на улиците, тоа е едно дивјаштво. По мој заклучок, дека без разлика има право да демонстрира, има право да штрајкува, али таму каде што е местото, а не во на сите раскрците во град Скопје. Треба да се отвори законот за да го прочитаат тој Ленин Јовановски криминалец, тој криминалец... Без навредливи зборови. Ете, се активираше Црвената линија. И уште еднаш ќе потсетам, можам да го разберам и револтот и се, но верувајте, можете да го кажете сопственото видување и став, без употреба на погрдни зборови, навредливи зборови, секако говор на омраза. Одиме понатаму. Добро вечер за новиот гледач.
Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Па еве, дали според вас со закон треба да се забранат протести кои што блокираат сообраќај во еден град? Апсолутно не. Затоа што во Уставот е регулирано тоа. Значи не смее да се попречува слобода на движење на граѓаните. Значи и таму има основ за кривична пријава, разбирате? Некој го попречува движењето на граѓаните во оваа држава. Прва работа. Втора работа. Не е проблем на владата. Градскиот превоз е проблем на градско собрание. Под негова надлежност е ГСП. А ГСП има договор со приватните собственици. Значи, во тој триаголник треба да се решава. Јас не навлегувам во тоа сега кој е виновен, кој не е виновен, меѓутоа едно е сигурно, граѓаните не смеат да трпат вакви работи. Ако некој сака да штрајкува, повелете, еве, градот е виновен, таму у паркот има место колку сакате. Соберете се сите и викате уа градоначалник или градско собрание, разбирате? Ама на улиците да прави вакви препреки и да трпат сите граѓани, тоа не е дозволено. Според тоа не знам јас дали треба договорот да се раскине, тоа се работи за на суд. Таму ќе се утврди каков договор имаат. Што погрешиле тие во давање на услуги, што погрешиле овие во плаќање на услуги. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите, одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден или добро вечер? Добар ден, добар ден. Секој добро и вам, вие сте во црвена линија. Ве слушам малку подобро од порано така. Меѓутоа, треба уште малку да го подобрите гласот на слушателите кои одборувате ви да ве слушаме и ние. Ајде да слушнеме што ќе кажете за денешната состојба и блокадата во главниот. Треба ли владата да го реши проблемот? Послушај, кога владата го решава проблемот на сите општини што се под юрисдикција на владата, под ингеренции на владата, или тоа се под ингеренции на двете владеачки партии, тогаш би требало и ова да го реши, пошто ова градоначалничката се кажувало дека е шута не боде кога бира, меѓутоа сега испада дека не било шута, имала рогови и почнала да боде. Така да, ова што се случува сега е сликата на во Рачиново, дека денар не се дава, се земат 500.000 евра поклон од владата на рачиновци да си прават оно што сакаат да прават, да отварат фабрики недозволени, се направат што не треба, а да се право тие. Полицијата да ја бркаат од Рачиново да иде некаде. Не треба ли закони со кои што ќе се забранат протести кои блокираат сообраќај во еден град? Закон би требало да има и ако е виновна владата да се блокира, ако е виновно собранието Скопско, собранието да се блокира, а не народот да страда. Так. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Во продолжение ќе ве потсетам секако да кликнете и на telma.com.mk, ќе бидете брзо, навремено и квалитетно информирани, а секако ќе можете, еве препорачувам да се задржите на денешниот наслов, за кој што секако многу повеќе ќе прочитате на telma.com.mk. Вели, приватните превозници до Скопјани, извинете за блокадите, бараме разбирање и поддршка од вас. А да видиме што ќе каже следниот гледач во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, црвена линија. Што треба да кажам? Еве, како го преживеавте сообраќајниот хаос утринава? Еве вака. Владата уопште не треба да се меша во ова што се случува. Владата треба да се смеша и да ја испрати својата полиција, овие со автобусите, да ги санкционира. Зошто ќе објаснам? Ако ние велиме дека локалната самоуправа сама решават за некои работи, кај што власта, да речам, на државата прави друго, јас Даниела Арсовска потполно ја оправдувам. Што бара владата да го решава проблемот? Владата го реши проблемот во Рачиново што не плаќа струја. Му додели 1 милион евра за денек за развивање на општината, а со тие 1 милион евра
платија струјата што господата во Рачиново не плаќа. Значи, ќе повторам, има закон, има се. Убаво кажа Даниела Арсовска. Не е дека сум подржавач на ВМРО. 2 дена не возевте, пријатно. Имаме судој. Нажалост, 8% веруваме на таа судска работа. Има судој. Што мора мене да ме блокира да немам на работа? Благодарам и вам што земавте учество во Црвена линија и ги искористивте вашите 90 секунди. Ке подсетам дека Црвена линија има свој профил и на Facebook, секако и телевизија Тилма, каде што ја објавуваме темата. Па еве на профилот на телевизија Тилма објавена е нашата денешна тема, каде што, еве, ке подсетам, вака изгледаме на Facebook, прашуваме треба ли владата да го реши проблемот во престолнината на државата, дали го поддржувате ваквиот начин на протестирање, подсетување за Инстаграм анкета, а еве ги и коментарите кои што се најдоа под објавата. Тодорова Николовска Сузана вели владата е на потеси, така и Данила и ВМРО паднаа. Радко Савовски вели, влада вонредна состојба, полиција расчистување на комуналниот проблем, Данила УАПС, неизвршување. Но ние продолжуваме понатаму со вас, предност имат гледачите, па вклучуваме нов. Добар ден, добро вечер. Добар ден, убав ден. Убав ден ви посакуваме. Благодарам. Па вака, моето размислување е следното. Прво, право на штрајк имаат сите, но штрајкот треба да се определи каде ќе се одбива. Ако се работи за локална самоуправа, посебно за град Скопје, тоа треба да биде градоначалникот на град Скопје, кој што ги решава тие локални проблеми и треба да го заобиколат собранието, да не можат да влезат или да излезат вработените во собранието и тогаш тие мора да најдат решение како да го решат проблемот. Од друга страна, превозниците се должни да вршат превоз, за се што нема да им биде удоволено, а се во право, има затоа во договорот стои. Проблемите ги решава надлежниот суд. Значи треба тамо, но не и да го казнуваме цело Скопје, сите граѓани да не можат да отидат на работа, со тоа некој може да се дрзне и да каже вие не дојдовте 3 дена на работа, ние ви го престануваме вашето работно ангажирање. Значи некој треба да остане и без работа. Ми се чини дека ова е недозволиво, нехумано и не е, значи, правилно одредено. Владата нема што да се меша во ингеренциите на локалната самоуправа. Значи, владата се меша на владините проблеми, на државните проблеми, но не и тоа дали има автобуси или нема, дали автобусите имаат гориво или нема, дали возат или не возат. Значи, тука треба Даниела да си најде начин, а тие да штрекуваат онома каде што им е местото. Благодарам што го искористите своето место, се разбира, во ова издание на Црвена линија. Ако ме гледаш, повторно вклучуваме. Добро вечер. Да, добро вечер. Поздрав за тебе, Тина. Голем поздрав и до вас. Според вас, еве, ни треба ли закон со кој ќе се забранат протести со блокирање? Закон треба подхитно да подхитно треба закон да се донесе и да се забранат овакви работи, затоа што ова не е на цивилизација, ова не е начин на кој што треба ние да ги оспособиме сите граѓани над 800 и кусур илјади жители во град Скопје, било ученици, било студенти, било вработени, за да не можат да стојат на работно место. Јас и претходниот го поздравам што го кажа тоа. Сега имаме децентрализација, има локална самоуправа. Тие кои штрајкуваат Мак Транс и слободен превоз да се одат пред градското собрание. Таму е нивното место за штрајкување, а не да ми штрајкува во кај Мавровка, кај Линденска, кај Црвен крст. Прво, тоа е на некој начин скратување на моето право. Тие имаат право, а нас го скратува моето право на движење. И па сега тука да се разбереме со кој начин и на каков начин тие ќе допринесат граѓаните да ги прочитуваат и да речат дека тие се во право. Затоа постои закон, постои суд, нека поднесат барање до управен суд, нека го реши кој е прав, кој е крив. Али овакви работи се дешава само во Дивиот Запад. Ви благодарам многу. Благодарам многу и вам за јавувањето. Ќе ве подсетам, пристигнуваат многу коментари на Facebook Црвена линија и секако на објавата на Тилма телевизија на Facebook.
Така да, ќе дадеме овој пат предност на гледачите, бидејќи ви има голем број, а за коментарите секако посетете страната, коментирајте вие подолу, секако ова е отворено да може да читаат сите оние кои што следат на Facebook. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Значи, ова е малку. Ова е демократија. Да е во друга држава, во Грција граници затвараат со години. Значи, извинете, со денови. Така да ова е малку, луѓето си ги бараат парите. Ова е од економски аспект, значи бара пари, не бара политика, не бара покачување. Како ќе вози кога нема пари да тури гориво? Значи 500.000 евра проневера направена во градски сообраќај. Градски сообраќај еден ден штрајкуваше, одма им дадова плати се, па како може оваа пластичнава кукла да ги дели луѓето? Како не е срам? Зашто се нафати да биде градоначелник како не е способна? Она мислеше како ќе рече А, понезе сите на. Значи како она што ќе прави, така ќе прави. Не може само бендисана така да биде. Зошто е срам викнала специјалци? Не ли е срамота? Од кого се брани? Од народот што ја плаќа, што зима плата? Како не е срам плата да земе? И ќе ми каже, па не ви демократија сме. Кога беше шарената, кога беше Илинденска со месеци блокирана, зашто никој не се јави да каже дека сообраќајот е затворен? Имаше шатори, имаше каучи, имаше хотели, ова го кажем одлично што сум го видела. И значи како сега кога некој друг протестира, гледате таму, дека има и албанско и македонско знаме. Значи ова не е некоја поделеност, луѓето се бара што оствариле. И како може ова да беше во друга држава, па ова не крадот, неко ќе го блокирала цела Македонија. Видите вие во друга држава за ситно какви се прават. Внимавајте на тајмерот, ќе подсетам 90 секунди. Благодарам и вам за јавувањето и подсетување. Кажувајте ги вашите видувања, ставови на темата и секако внимателно со употребата на зборови. А кога мислиме на внимателно, мислиме да не употребуваме навредливи зборови, говор на насилство и секако на омраза. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали сега на линија? Добре, не додовте во црвена линија, па еве, како коментирате, ни треба ли закон со кој што ќе се забранат ваков тип на протести, кои што блокираат сообраќај во еден град? Не треба да има таков закон за да се блокират протестите, како шарената револуција протестираше, стечаите протестираа, палеа, огради рушеа и така натаму. Значи, кога е ВМРО, може се да се прави на председателот од канцеларијата да се запале тоги на Ѓорѓе Иванов и никој ништо не одговараше, а сега вие што заработени пари, што си ги барат шоферите, што возеле, месеци без плата да бидат, како може тоа да го издржат, па имат таму нафта треба да стават, па поправки, па регистрации, па шо ли не за тие автобуси, шо они ќе живеат, како може така без пари да возат на Жими мајка. Па каде е Даниела Леле обичаше дека без пари ќе се возат човеците, неака ќе избират или сега вториот, третиот мандат, ами тоги може нема да биде жива за вториот или третиот мандат. Како може така тоа да го обеќа тоги само за да дојде на власт? Дали била на психијатар пред тоа што го обеќаше што не може да го остваре? Значи вие политичари треба првен на психијатар да идат да ги прегледат, па после да дојде на функција да земе и на нотар да подпише тоа што го ветува, ако не го остваре доживотно у затвор да биде. Каде е бесплатниот превоз? Човеците си плаќат карти и не можат ви плата да земат. Кога ќе возат без пари, како ќе земат платото? Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Ете така, телефонот звони. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Вие сте во црвена линија. Ало. Добро вечер. Ве слушаме во црвена линија сте. Повелете. Вака, јас сакам да го поздравам штрајкот. Значи, тие луѓе бараат пари, имаат сработено, возат луѓе, не сум лично од Скопје, значи од провинција сум. И според мене треба се што е ветено и да не е ветено што е со договор да се исполни. Не знам од каде Данела и владата и сите други наоѓаат пари за скапи семинари, во луксузни хотели, за обуки, за не знам што, за не знам она, па има нон-стоп некои предавања, демек, се нешто се советуваат, се учат, имаат време по 4-5 дена да бидат во луксузни хотели и пари, а немаат пари да им платат на луѓето што честно сработиле. Тука се работи за голема сума на пари,
се работи за голем криминал, па нека се види кој ги ставил ръчињата во медот, дали некој друг или Данела или не знам било кој. Кој да е треба да се сноси одговорност. Според вас треба ли владата да го реши проблемот со сообраќајот во престолнината на земја? Па владата, како и за се друго што помага, треба да помогне сега и на градоначалничката. Ако е влада за сите граѓани на Република Македонија, ако е само за дел од нив, тогаш нека не помага. Зашто знаеме како функционира целата држава, значи тука имаме само дел што се привилегирани и дел што мораат да пројдат редовно на сите процедури. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Одиме веднаш со вклучување на нов гледач. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, нека биде така. Добре ни додовте во Црвена линија. Па еве, што ќе изјавите за темата? Па вака сега добре. Ука бука нели си како ова е незгодно со сообраќајот, но ќе кажам сега да се држиме стриктно до економски правен аспект би рекол луѓето нели приватни не плаќаат данок, така да нели кога плаќаш данок си ги барат нели своите пари, да речеме сепак. И тоа треба да се реши, дали кои се данъчни обврници, приватњаци се знаеме дека нели самиот буџет од приватните се пуни. Речеме администрација не го пуни буџет, за да рекол и сега ми да друг аспект што викате дали владата. Речеме сега нели знам дека имаше нели тоа дека началничката на Скопје се жалеше дека нели парите се блокирани од владата, нели министр за финансии или за економија, не знам кој точно е надлежно. Значи, ако нема пари, што се вика, тогаш треба да им каже на приватњаците дека парите не се дадени од владата. Мислам да каже нели јавно, па тога да се ради. Да реков, има многу работи нели кои треба да ги знаеме детали. Ако не се кучи пари, да каже го началничката Данела. Ако е тоа, пошто луѓето нели збориме си ги барат стварно парите. Знам дека сега незгодно сообраќај, но нели знаеме кој се збори за плата, бараме начин. А второ би рекол, нели бараме бесплатно возење со автобус, тога знаете некако, ако сакаме бесплатно да се возиме со автобус, нели приватните превозници некако го пунат тој буџет, за да можеме нели ние да се возиме без пари. Мислам има некој договор, веројатно, да реков, има некој договор меѓу нив и самиот град Скопје. И сега да, и сега не знаеме тука како било претходно, нели кој беше началник Шелигов, како тогаш ова било регулирано. Затоа реков, инака да Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам и вам за вклучувањето. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, Црвена линија. На почетокот би сакал да кажам дека ние пензионерите сме највеќе оштетени. Еве ја како пензионер овие денови не можам да се возам, а иначе по цел ден си се возам. Тоа ми е и занимација, како да ви кажам. Човеци, јас ќе ви речам едно. Бесплатното возење во автобусите треба да се забранат во Скопје. Јас живеам во Скопје и барам да се забранат, затоа што другите градови немаат бесплатно, обесправени се. Второ, гледајте какви кражби направија во градски сообраќај. 3 благајнички ујдисани £500,000. Осеќате ли дека се граби државата? Со наши пари ќе се купи државата. Знаете ли вие дека ние додека се караме за овие партии, лидерот твој, лидерот мој, коњи не у влада што се ритаат, магарињата страдаат. Гледате ли вие дека народот страда? Тие треба да се состанат подхитно. Дали треба да решат позитивно или негативно, нивно е. Меѓутоа, ако решат негативно, еве ви е првата фаза кога државата ќе дојде у криза, кај што може да дојде до граѓани. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Голем интерес и голем број јавувања во ова денешно издание. Сосем логично со хаосот кој што настана утринава со блокадите од приватните превозници. Вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Убава вечер и вам. Екипа. Вака, куклата, зошто треба она да што има долг во комората, треба да се ги плати. Како ќе се ги плати вака? Ќе ги играме ние луѓето како што сакам, на малото прсте ќе ги вртиме и морам ја тамо да си, што имам долг во комората, мора ја да си ги платам тие долгови, а они нека маршираат и нека се бунат. Така не е убаво таа кукла.
Треба малку, она вика друг во рачињата се ги мести во медот, ама изведе ми, она таа го прави. Она е со СДС, не е важно дали е ВМРО, за мене ми се исти. Меѓутоа малку да прогледне, така да биде и она, па да види дали она ќе се снајде со тие пари што немаат пари да си платат сметки, децата да си ги накранат и да си ги облечат. Срамота, не е срам, туку сомичаните са такви, опасни са тие. Ајде, пријатно, извини ако сгрешив. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Нови 90 секунди за нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро од Црвена линија. Добро вечер. Еве, според вас, дали владата треба да го реши проблемот со сообраќајот во престолнината? А што е владата до сега? Што е владата решила до сега и од сега да на владата ја одговара за тоа што треба да даде милиони и пол да се снајде да и даде на луѓето, тие луѓе треба да живеат од нешто. Шом работа треба да му даде пари, а не во како конфекциите работи, искаре 3 дневници, платат ти за една. Секаде е тоа така. Па беше веќе минаги границите. Сакам да Сабајле го слушам министрот за финансии, за какви ајкули, за какви школки, за какви кукуреки, не знам што нема. Парите били оданачени, како не се срамат, луѓето немат леп да јадат, они зборат за ајкули. Да се пасат тие ајкули, ни да не ги гътнат, а друго. Смешно е дури, толку ниско, толку. Сакам да го подсетам господино за Арачиново. Како ја пушти струјата за 3 дена, а луѓето што бента ќе исклучат струја, имат пари, одмah како приклучат, и тие да имат луѓе, мора да платат приклучок. А Рачиново нити данок плаќа, не само Рачиново, нити данок плаќа, нити струја плаќа. Како може одмah да им приклучат струја? Ке подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди, а новите секунди ќе бидат за новиот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Па еве, според вас, не треба ли закон со кој ќе се забранат протести кои што го блокираат сообраќајот во еден град? Јас би бил за закон за забрана на протести кога луѓе кои се предавници не се лојални кон Македонија, кога прават тие шарени протести за да се сотри Македонија во име како власт пред сотреб, нив да му се забрани се. Никогаш тие да не бидат власт, и како партија да не постојат и кривично сегуват, пошто кога правеа тие протести, видовме дека правеа протести да дојдат на власт, да ни бришат име свето Македонија и да бришат се македонско. Исполнуваат желби на сите балкански непријатели на Македонија. Треба ли владата да го реши проблемот со сообраќајот во престолнината? Мислам дека оваа влада не е способна да решава нешто добро да направи, туку тие се креатори на сето зло. Цела држава е во банкрот, се е уништено, се е сотрено и тие се виновници за било кој проблем во Македонија. А за градскиот сообраќај во Скопје сигурно е врвувана и Данела од оваа власт, како што ќе врвуваат тие со тешки закани од Сумина да гласаат за смена на името Македонија, така и Данела е врвувана по тешка закана да работи во нивен интерес за хаос во Македонија, за хаос во Скопје. Апелирам до овие кои се за оваа власт да бидат малце барем демократични, кога се власт барат фашизам, а кога се во опозиција. Подсетувам, внимавајте на времето да не изгледа дека ве исклучуваме. Секако благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Добро вечер за нов гледач. Добро вечер. Секој добро. Па еве, како ги коментирате денешните случувања? Дали владата треба да се вклучи да го реши проблемот со сообраќајот во престолнината? Ни случајно. Ни случајно не треба владата да го решава. 30 години се бориме извршна власт и локална власт. Што бара владата да се меша? Та ги решила другите. Мен во име и охрана не навејувам во тоа. Нема работа. Еве зашто. Ја подржа ВМРО, да речеме, Даниела Аршавска, секоја и честна Даниела Аршавска. Сака да му кажа, на се, ми избравте. Јас ќе работам за градот. А тие хули, оти, и се извинувам на збороти, ќе ме прекините. А тие што страјкува, оти прво тие штрајк, да не ја,
во штрајк, него ко видел дека се грешка после. Па исправно да не е Арсовска 2 дена на обабена работа, ќе ти избрка. И касневе 3 дена на работа ти избрка. И сега тие се што сгрешија, па сега стајќа. Зашто? Локална власт, власт се две различни работи. Кој сака нека ја избери, а не е локална власт, имаме ние чиново, па владата милион евра дава помош за тая власт, за тая, а не направи на бандера, не кладоја таму, него ме плати струјат. Тука е мешањето. И затоа тоа е ќе падни. Затоа тоа е. Благодарам многу сите останати кои што немаме да успеат да се вклучат. Подсетувам за следете на Facebook Црвена линија, сега ко телевизија Телма на Facebook. Коментирате, шернувајте и лајкнувате, а на Инстаграм одговарате со да и не на денешно анкетно прашање кое гласи дали го поддржувате ваквиот начин на протестирање. Да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Поддржувате ли ваков тип на протести, евентуално? Пазете, владата подхитно треба да го задолжи Министерството за внатрешни работи да го расчисти сообраќајот. Дали ме разбирате? Веднаш, моментално. Блокадите да ги растури. Затоа што ова е должничко доверителни однос помеѓу два правни субјекта, градот и приватниците. Они имаат склучено договор меѓу себе, немаат со владата и нема владата што да се меша. Тоа е едната работа. Втората работа, за волја на вистината, вашите новинари кои ќе одат на пресконференција на Ленин Јовановски да го прашаат зошто досега не ги поднел врз основа на веродостојна фактура, исправа, не поднел барање за наплата на долгот. Зошто сега откако најде судир помеѓу градоначалничката и лидерот на ВМРО ДПМН, он се јави како џокер у покер да се меша. Да го прашате тоа. Гледам дека вашите новинарите не знаат што да го прашаат Ленин Јовановски. Да ги покаже фактурите зошто до сега не ги истите утужил. Ако се од јануар, од февруар, од март месец. Ако му се возрачите гладни, фамилиите ако им се гладни. Зошто чекал до сега? Тоа да го прашате и секи ви биде јасно дека ова е една политичка игра на инат помеѓу Даниела и ВМРО ДПМН која гласава. И сега ВМРО-ците сакаат да се перат, не СДС бил крив. Се нив, знаете, што е негативно во државата, се е СДС крив, а се што е позитивно, они го донеле. Внимавајте на тајмерот и сега го благодарам и вам за јавувањето. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Поздрав, јас би сакал да кажам дека владата не е надлежна за решавање на овој проблем. Тоа е проблем помеѓу градоначалничката и Советот, односно Мицкоски. Знаеме кога требаше да се расправа за пречистителна станица, дојде до конфликт и иде да се на виделина. Мислам дека ова е проблем на ВМРО ДПМН, односно конкретно на градскиот парламент, односно градскиот совет. И тој треба да решава и да го реши овој проблем. Инаку, имаат право на протести, но не на вакви протести кај што се загрозува јавниот интерес. На патиштата, ако има протести, штрајкови, се поставуваат возила, меѓутоа едната лента е обавезно слободна. Ја мислам дека тука треба исто така. Протест да, меѓутоа не може да се блокира Скопје, град се блокира. Се блокираат вработени, студенти, ученици, луѓе кои имаат работи, па и луѓе кои се од внатрешноста. Срамота. Немојте да ја префрлате топката на друг, него решете си го проблемот таму. Кажа Данела што е проблемот, ненаплатени фактури, а ако имате нешто против, тужете на суд, ќе добиете сигурно, а не вака. Мислам дека е чиста политика од страна на ВМРО ДПМН. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, еве, како ги толкувате настаните денес? Голема поддршка за протестот. Точно е дека спречува по улиците, сообраќај, но точно е дека до пред некој ден обавуваа јавен интерес. И ние тие 200 семејства или 300 семејства не треба да ги фрлиме на улица, туку треба да ги поддржиме. Ним им должат 1,5 евра. Мене како индивидуа тоа ми се многу пари. За владата која живее со буџет од наши даноци,
Тоа не се многу пари. Ако на тето префрлија за некој да има парно, сега ќе префрлат милиони по и тоа уште утре наутро, за да може да имаме ние нормален превоз. Јас гледам борба дека централната власт сака да ја превземе локалната власт и да ни покаже колку таа не чини, а тие се многу добри. А господјата Анела била со телохранители. Мене тоа ме асоцира токму на оној парламентарец кој оди со телохранители до ден денес во парламентот, зашто нешто тука спречена му е слободата. Значи, тука е страшна криминална игра, но власта подитно да префрли пари тоа што должи, бидејќи тие луѓе работеле и ги заработиле парите. Во Македонија има луѓе што живеат фантастично, а ништо не работат, само прават штета. Овие возеле, превезувале, работеле. Ете така поддршка голема за протестот. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Веднаш нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Одлично ве слушаме, тоа е најважно, повелете. Да, ви благодарам. Владата, не треба владата да го решава овој проблем. Ниту има некакви ингеренции и права во оваа област. А закон кој ќе го забрани, односно кој ќе ги забрани ваквите протести, и те како е потребен, и то може би што поскоро. Иначе, секој има право на мирен протест и истакнување на нивните проблеми и барања. Водејќи се од ова, и приватните превозници решиле своето право да го остварат со вршење притисок врз градските власти, па и врз државните, очигледно. Тоа е во ред. И луѓето имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест. Но приватните превозници тоа право го прават заедно, во овој случај, тоа право го прават заедно со средствата за работа, со автобусите. А тоа веќе не е мирен протест, туку насилство врз граѓаните. Небезбедно е да се вози по тротоари и заобиколни улици и улички. Да не зборуваме и да не им е човек во душата на болни кои може би едвам чекаат да стигнат на доктор. И не дај Боже, човек да се најде во состојба на опасност од пожар. Благодарам и вам. Одиме сега со реклами, а потоа со резултати од анкетата. По рекламите повторно со Црвена линија, сега сме онаму каде што веќе ги соопштуваме и резултатите од Инстаграм стори од анкетата на Црвена линија. Денес ве прашавме дали го поддржувате ваквиот начин на протестирање. Со да одговорија 55%, со не одговорија 45%. Ова се резултатите од денешната Инстаграм стори анкета на Црвена линија, а јас секако ќе ве потсетам задолжително за следете на Facebook Црвена линија, секако Телма телевизија на Facebook и задолжително Инстаграм, каде што веќе утре ќе можете да учествувате во новото анкетно прашање. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија, убаво попладне и секако ние повторно во нашиот термин. Довидување.